Гледајте МТМ кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Кристијано Роналдо ќе отвори лично свој музеј во главниот град на португалскиот остров Мадеира. Тоа ќе се случи на 15 декември. Во овој музеј, љубителите на фудбалот и неговите фанови ќе може да видат дел од трофеите на асот на Реал Мадрид, како и различни предмети кои се раритетни од почетокот на неговата кариера, која започна во 90-те години токму во Мадеира. Посебно место ќе има и за златната топка за 2013 година, се разбира доколку тој ја добие. Тој е главен фаворит заедно со Френк Рибери од Бајер од Мюнхен и Меси од Барселона, а наградата ќе се доделува на 13 јануари. Барселона има намера на крајот на сезоната на Nou Camp да го донесе Лукаку од Челси, кој настапува како поземен играч во Евертон. Белгискиот репрезентативец уште во 2011 година премина во лондонскиот клуб, но досега не доби шанса да се покаже во синиот дрес. Минатата сезона ја помина на позајмица во Вест Бромвич Албион, каде постигна 17 гола, а оваа сезона Мурињо го испрати во Евертон. Лукаку игра одлично во дресот на карамелите, каде досега постигна 8 гола во 9 настапи. Белгиецот веќе најави дека нема намера да остане на Стенфорд Бридж и со тоа го навлече гневот на Жозе Мурињо, а Барселона внимателно ја следи ситуацијата. Тренерот на каталонците Мартино сака да донесе еден напаѓач во тимот, па го посочил 20-годишниот Лукаку како идејно решение. Пол Погба е прогласен за најдобар млад фудбалер на Европа. Тој го доби трофеот Златно момче 2013 во конкуренција на 40 играчи до 21 година. Зад него останаа Лукаку, Дрекслер, Варан и Маркињос. Погба е првиот французин кој е добитник на ова признание кој се доделува од 2003 година. Лауреати досега меѓу останатите се и Вейн Руни, Лионел Меси, Цеск Фабрегас, Серхио Агуеро и Иско. Горцум поради овој трофеј, бидејќи тој досега ја одбележа кариерата на сите големи фудбалери, изјави играчот на старата дама Пол Погба. Италијанскиот мотоциклист Валентино Роси изјави дека првите 6 надпревари во 2014 година ќе му помогне да донесе одлука дали да се пензионира на крајот на сезоната. Седомкратниот носител на титулата во кралската класа се врати во екипата на Ямаха откако помина неуспешни сезони во Дукати и беше поразен од клупскиот колега Хорхе Лоренцо. Роси одлучи да си постави крајен рок за тоа кога ќе ја донесе одлуката за неговата иднина. Не знам дали промената на главниот инженер ќе доведе до добар резултат, но се надевам дека ќе постигнам напредок. Би сакал да продолжам и да возам само ако бидам конкурентен, заврши Роси, кој сезоната ја заврши на 4-то место во генералниот поредок кај мотоциклистите оваа сезона зад Педроса, Лоренцо и Маркес. Гледајте МТМ кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.